Ви благодарам. Јас ќе се задржам на овој амандман, а нема да го образлагам ниту амандманот кој што следува, а тоа е амандманот со кој што барам да се обезбедат средства за продолжување на проектот на фекална за изработка на изградба на фекална канализација во село Градец. Не гледам причина зошто без никакво образложение да се одбијат амандмани кои што се од суштинско значење за овие населени места, амандмани кои што се во кои што амандмани се преточени барањата на жителите од овие населени места. А всушност тоа се и амандмани кои што во себе ги содржат ветувањата кои што ги дал Социјалдемократскиот сојуз на локалните избори. Имам некоја информација дека дел за фекалната канализација во Трсино, сега не знам колку е точно, затоа што ние навистина многу тешко допираме до тие информации, што се однесува до транспарентноста. Тука би сакала да упатам една критика. Меѓутоа, тие средства во програмата на јавното комунално предпријатие, за кој што имам сознание дека може би, велам, не знам, се наменети за овој проект, не се ни одблиску доволни и затоа барам владата да најде начин да скрати, еве тука ние имаме предложено и од каде, за да и помогне на општината да ги реализира овие проекти. Во оваа прилика исто така јас би сакала да апелирам до колегите пратеници кои што ги фотографираат нашите амандмани и на социјалните мрежи се подсмеваат на некој начин со нашите барања. Тоа да не го прават со амандмани кои што се повлечени и да не прават неинформирани. Например, нека ги фотографираат еве овие амандмани кои што сега владата ги одбива. Што се однесува до амандманите за кои што наводно ние сме биле неинформирани и кои што им служат за добивање на дневно политички поени, не знам од шо маката на граѓаните, јас би сакала да апелирам дека не се работи за наша неинформираност, се работи за барање на граѓаните до нас. Ако тие на терен не гледаат дека се работи некој проект, логично е да мислат дека за тој проект или нема средства или има некој друг проблем да се реализира. Така да, ова е, јас досега сум учествувала, не знам на колку буџети и ребаланси, меѓутоа ваков однос некоректен кон амандмани на пратеници од опозицијата, навистина немам видено до сега. Се надевам дека колегите пратеници ќе сватат дека ова не се наши амандмани на некој начин, ова се амандмани кои што на нас ни ги бараат граѓаните со кои што се среќаваме. Така да, уште еднаш ќе го изразам моето жалење што Министерството за финансии го одбива овој амандман и воедно би сакала да кажам дека истото образложение, па и не знам дали е потребно некоја големо образложение за амандмани кои што се однесуваат на вакви проекти, се однесува и за следниот амандман кој што го имам поднесено. Ви благодарам.